Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, со оставките на министрите од ДУИ, што ќе стапат на сила веднаш по усвојувањето на уставните измени, исполнети се сите услови на Христијан Мицковски, што самиот тој ги постави за неговата партија да поддржи уставни измени. Мицковски и ДПМН можат веднаш да станат дел од влада во која нема да учествува ДУИ, а потоа и да се организираат предвремени избори. Се што треба ДПМН и Мицковски да направат е да се вклучат во процесот и да дадат поддршка за уставните измени. Во спротивно, ќе покажат дека се несериозни, неодговорни пред сопствениот народ и пред иднината на државата. Наспроти лагите на Мицковски и ДПМН, македонскиот јазик, идентитет, култура и посебност денес се меѓународно заштитени и потврдени. Доказ за тоа е и предлог резолуцијата во Сенатот на САД, како и претходно усвоената резолуција од германскиот парламент. Сето тоа е потврда за успешната меѓународна политика на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани, по 17 години во чекалната, нашата држава ги започна преговорите со Европската унија со заштитен македонски јазик, македонски идентитет и посебност. Сега е време за нов, сериозен исчекор и забрзување на процесот на преговори со крајна цел полноправно членство во ЕУ до 2030 година. Затоа, секој пратеник, секој политички субјект има одговорност да се вклучи во процесот и да даде поддршка за измените во Уставот. Се друго е действување спротивно на врвните државни и национални интереси. Ви благодарам и повелете со прашања. Доколку нема, ви благодарам.